Здраво, дечки! Денеска ќе видим уште една тастатура. Ова е K400R од Logitech. Иако пише K400, ама не е битно. Ова не е wireless тастатуричка и е многу убава работа да си има по една вака у секој дом. Зашто може да закачиме на што било, на телевизор, на компјутер, на лаптоп, на што било, све. И да изиграваме светски мрзи, да не мрднеме од нашето, не знам, столче, фотелја, тросет, кревет, што и да е, да си кликаме од таму. Еве тастатурата како изгледа. Тоа што гледате, малецка таква убава тастатуричка. Добрата работа е што доаѓа и со тачпад, кој е мултитач, две физички дугмиња, иако може и ова тука горе да го користиме како шорткат за дугменце. Нема беклайт, има стандардна тастатура, нумерички пад како што гледате нема. Добра работа што нема беклайт, зашто ова е на батерии, така да ќе ги цица батериите бајаги брзо. Доаѓа со такво USB донгле. Ова го ставате во вашиот компјутер, телевизор и лаптоп, што и да е, или можете само ова врвот да го ставите, доколку не е премногу далеко нормално. Доколку е, например, убутано на кај зид, кај што стои најчесто телевизорот, ова е убаво да се стави, се појачува сигналот како антенче му доаѓа плюс. За да ја го палиме тастатуричкава, како што гледате, има тука on-off switch, како што гледате убаво е прикажано, не може да се утне. Одоздола може да ја отвориме. Гледаме дека користи две типични класични батериички. Доколку ја гасиме после користење, батериичкиве траат бајаги. Дугмињава се прилично тивки и убави се. Не е некој премногу добар распоред, никогаш не ги сакам кога се премногу блиску самите дугми едно до друго, ама тоа е тоа. Работа околу тастатуричава, дугачка е 35-6 сантима, 14 сантима е, како да кажеме, широка и 2 сантима е висока. Доколку имаме и други wireless уреди од Logitech, ова донглево може да се користи со нив и софтверот е како и секогаш, чим е Logitech е асален. Ајде да видиме се во функција. Значи, идеме на Logitech сајтот. Сега куцаме ова име во тастатура моделов. Ни дава опција да се симнеме драйверчиња. Ни дава опција за класичните драйвери или опција за Unified драйвери, такозвани, доколку имаме и други повеќе уреди, како што кажавме, Logitech кои се wireless, тој го си минјаме и побаво би работел. После тоа, next, самиот ќе даунлодира и ќе инсталира и веќе можеме да си ја користиме тастатурката. Има специјални екстензии за Chrome. Доколку користиме некои wireless уреди од Logitech, на сите ви ги препорачувам да си ги симнете и да ги енеблирате доколку користите Chrome и Logitech нормално. И така, тоа е тоа. Нема ништо специјално во врска со незе, како што кажавме, нема беклайт. Тастатуричето си е одлично. Доколку го чувате, би требало да ви трае бајаги време. Така да, што до мене добра инвестиција. Се гледаме у следеќо видео, човеци, поздрав!